Симеон што го прима Риста на раце и двајца стари евреи. Чита Александар Станојков. Бидејќи е речено од пророците од Ристос ќе дојди од вода, секоја сабота седат евреите покрај река, езеро и море за со нијете да чујат и да видат која ќе дојде Ристос. Не само сега седат крај вода евреите, ами уште и пред да се роди Ристос седеле. Така бидејќи, беше седнал и Симеон покрај некоја река со двајца учени евреи како него, да го чекаат Риста и се разговарале помеѓу си за идењето на Риста. Еден велел така, друг инаку, и најпосле дошле до еден збор, што да не веруваат идењето на Риста ни од вода, ни од суша. При се што дошле на еден збор, Симеон пак се шубеисал за неидењето Ристосово и еве што му дошло на ум од Ангел Божи. Слушайте ваму, пријатели мои, при се што кандисав јас за неидењето Ристосово, мене еве што ми рече мислата да направам и да се уверам од Ристос ќе се роди. Кога чуле другарите од Симеона тој збор, се зачудиле и го прашале: еле, што ти дојде на мислата, те молиме ако не ни кажеш. Еве што ми рече мислата, пријатели, му рекол Симеон, да го врлам прстенот во рекава и ако ми дојде сам прстенот на прстот, тогаш да поверувам оти ќе дојде Ристос. Ете, тоа ми дојде мислата и еве пред вас ќе го фрлам прстенот во реката. Тоа му го рече и го фрли прстенот во реката пред очите на другарите и се отидоа во град по дома обесрчени, чунки никој не веруваше да му пројди прстенот на раката. На третиот ден отишол Симеон чаршија на рибни пазар и си купил една риба, та си дошол дома и седнал да ја чисти сам. Едно е распарал мео и пикнал прстите да ја изваи цревата, му се наврел прстено на малиот прст и, кога виде, на чудо големо станал и се уверил оти без друго ќе дојде Ристос, та дал голема слава на Бога да не му се земи душата, дури не го земи на раце Риста и да го види со очи.